Ке слабееме? Па, би сакал многу да ти кажем искрено. Колку е тоа многу? Па, 10 кила мислам дека ќе ми бидат потребни да ги симнам. 10 килограми, која висина си? Метари 6, 8, 9. Добро. А моменталната тежина, дали ја знаеме? Да, 89. 89. Добро, значи твоја идеална... Метари 70, да, метари 70 и... Така, те разбрав дека, да. Се збуни. Малце, да. За джуџенца малце. Разбрав каде беше грешката. Да. Значи, вака, за вас идеални се 8 килограми кои треба да ги симнете. Така. А и тие 8 килограми не би биле 8 килограми, може да бидат и 6 или 7 максимум, со тоа што нели ќе треба малку физичка активност и тоа да се претвори во мускулна маса. Така. Значи, ако сламнете повеќе, во тој случај нели телото препознава масти, онаму каде што ги има складирано, меѓутоа сепак препознава дека тие ги има складирано во целиот кожен систем. Значи ги намалува како, да кажеме, од стомакот, нели првично, бидејќи таму има најмногу масно ткиво. На самиот организам во процес на слабење повлекува прво тоа лесно масно ткиво. Потоа оди, значи она што е акутно најтазе наталожено, така се изразам за да ме разберете, а потоа оди на она што е хронично, значи масното ткиво кое што било наталожено години наназад. Значи во тој случај ќе треба нели да конзумирате помалку храна, исто и вие можете да пристапите кон третменот со медобил наместо вечера, со тоа што нели вие ќе може да земете бидејќи се работи за помал број на килограми, нема толку ригорозно да биде и из храната вие ќе си ја конзумирате нели нормално како и сите други, со тоа што еден дел од неа само ќе биде тргнат, а можеби и не. Јас тоа ќе го гледам, ќе го пратам нели што вие конзумирате тука, што треба да се селектира од вашиот оброк, а што не. Во вечерните часови вие ќе можете да земате нели нешто што е лесна храна или можеби некој млечен напиток. Ова е за навечер, така? Да, за вечер. Да. Значи наместо вечера го конзумирате медобилот. Меѓутоа вие самите ќе си процените дали ќе имате потреба да внесувате плюс исхрана, бидејќи самиот медобил има енергетска вредност многу силна и како еден оброк да сте внеле. Така да многу луѓе да сакаат, не можат да внесат оброк. Тоа е едно плюс од производот. Значи најдоцна што треба да се исконзумира е да биде 19 часот, бидејќи сепак он спаѓа во енергетски напитоци, природни енергетски напитоци, со тоа што нели ќе ја поттикне и будноста на телото. Па за да не имаме проблем со несоница, нели сепак да бидете после тоа едно 3-4 сати активни. И за колку би ги симнал тие 6-7-8 килца? За месец дена отприлика. Да? Максимум, да. Меѓутоа тоа се ќе зависи од вас сами. Да. Јас не можам нели 24 часа ве надгледувам. Така да ако вие имате желба, ако сакате да осламнете, тоа секако ќе се случи. Одлично, супер.